Поставувањето на партиски активисти и функционери на чело на судскиот совет е пракса која ќе се удри од глава на владата, критикува ВМРО ДПМН. Власта која не сакаше да чуе на дневен ред во собранието да се најде предлогот на ВМРО ДПМН за дебатата за состојбите во судството, сега бара поддршка од опозицијата и диалог за престанок на мандатот на судскиот совет. Претеничката Дафина Стојановска вели истите тие кои од 3 мај не ја ставаат точката на дневен ред по критиките и од меѓународната заедница се сетија дека македонското правосудство е во катастрофална состојба. По циркусот во судскиот совет, пратеничката група на ВМРО ДПМН поднесе барање за ставање на точка на дневен ред во собранието под име Информација за состојбите во судскиот совет. Од отварање на оваа точка се уште нема абер. По поднесувањето на оваа точка имаше редица скандалозни обвинувања од страна на членови на судскиот совет, обвинители, судии за партизираноста на советот, но и партизацијата која тој ја спроведува. ВМРО ДПМН е бара што побрзо претениците да дебатираат по предлог точката и уште на првата наредна седница оставка од судскиот совет во целост, а потоа одговорност и од владата. По сите случувања во судскиот совет премиерот Ковачевски сега се сети дека требало ремонт на некои институции во правосудството. За законот за разрешување вели собранието ќе ја донесе таа одлука, за што е потребно двотретинско мнозинство. Треба да се направи ремонт на одредени и институции, и процеси, па и закони во делот на правосудството, бидејќи сите анализи тоа го покажуваат, сите изјави на странски дипломати тоа го кажуваат. Меѓутоа има сигурно и поединци како во секој систем кои што немаат перформанси на ниво на кое што треба да имаат и затоа треба да има систем во правосудството кој што ќе може да ја диагностицира точно одговорноста, бидејќи секогаш одговорноста има име и презиме. Од друга страна, судскиот совет останува воздржан да ги коментира изјавите на политичарите за носењето законски измени и престанок на мандатот на сите актуелни членови.